Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Кои се вистинските знаци на вистинската вера која спасува? Зашто во денешно време мнозина се изјаснуваат дека веруваат, меѓутоа има вистински знаци преку кои можеме да препознаеме дали е некој спасен. Тоа е едно од најважните прашања во христијанскиот живот, бидејќи е поврзано со самото спасение. Многу верници се сомневаат во своето спасение, бидејќи и самите се свесни дека не го манифестираат христијанскиот живот така како што треба. Така што тоа им создава проблем и се прашуваат како можат да ја добијат сигурност. Библијата и за таквите има одговор и ги предупредува да се испитуваат самите себе, дали се пред се во верата. Преиспитувањето не можеме да го направиме врз основа на некоја наша предпоставка. Верата се преиспитува преку Божиот збор и преку него доаѓаме до оваа сознание, и тоа вистинско сознание. Бог знае дека луѓето ќе се сомневаат и затоа ни дал упатства. Во Библијата несигурноста се смета како слабост на верата и сомнеш кој произлегува од недоволното истражување на писмото. Драг пријателе, би сакал да бидеш сигурен во она што ти дава Библијата на знаење. Библијата не дава простор да се сомневаш во вечниот живот, зашто или го имаш и не се сомневаш, или го немаш и зато се сомневаш. Првото послание од апостол Јован токму затоа е напишано, за да им влее сигурност на сите кои поверуваа или поверувале во Божиот Син Исус Христос, кој стана тело заради нас. Тоа е запишено во Прво Јованово послание, 5 глава, 13 стих, каде што вели вака: Ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Божиот Син, да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Врз основа на тоа послание ќе се согледа секој дали неговата вера е вера која спасува или наследна која нема личен контакт со Бог. Стиховите кои се цитирани ќе ни бидат од голема корист ако ги проучиме потемелно. Христијаните не се совршени за да ги исполнат сите стихови живејќи совршено, според секој поединечно, но тие се доволен показател да ни откријат дали се карактеризира нашиот живот во споредба со нив за растење во Божјата милост. Како и прво и основно, еден од знаците е дали имаш задоволство и радост да го споделуваш својот живот со Христос во заедништво со Него и со Неговиот народ, односно другите христијани. Затоа апостол Јован ќе рече: Она што го видовме и слушнавме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас, а нашето заедништво е со Таткото и со Неговиот Син Исус Христос. Јован многу убаво вели дека заедништвото е насочено и вертикално и хоризонтално. Ниту еден христијанин не се осамува кога има добро заедништво со Христос. Заедништвото со Христос е преку Светиот Дух и Светиот Дух природно го води да има заедништво и со другите христијани за меѓусебно охрабрување и изградување во верата. Како второ, дали другите можат да те препознаат и да кажат дали одиш во светлина или во темнина. Понекогаш другите ќе направат грешка, меѓутоа повеќето ќе кажат дали одиш во светлина или во темнина. Ако речеме дека имаме заедништво со Него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. А ако пак одиме во светлина, вели Јован, како што е тој самиот во светлина, имаме заедништво еден со друг. И крвта на Неговиот Син Исус Христос не очистува од секој грев. Освен твоето лично тврдење дека одиш во светлината, треба и неопходно е да биде потврдено и од другите христијани и да бидат сведоци дека твојот живот е во ред. Тврдењето дека одиш во светлина
треба да биде дело на Светиот Дух и потврдено од повеќе мина преку надворешниот свет живот, надворешниот чист живот. Зашто црквата го има Светиот Дух и таа може да препознае кој е за проповедник, пастор, кој има свет живот и така натаму. Трето, дали ги признавате своите гревови? Јован вели, ако речеме дека немаме грев, се лажеме самите себе и вистината не е во нас. Тоа е добар знак кога верникот има желба да го признае гревот пред Бог и не само што го признава, туку постојано ја истакнува својата грешност, чувствувајќи се недостоен таков каков што е. Тој не сака да крие грев и да живее во него. Например, Давид се обиде да го скрие гревот, но вели додека го криел, во неговата душа се чувствувал ужасно. Тој вели, кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. Дење и ноќе твојата рака тежеше врз мене. Мојата животна влага се претвори во летен припек. Тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков, ќе му го признаам на Господ својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. Затоа нека ти се моли секој побожник или верник кога можеш да бидеш најден. Тоа е Псалм 32. Како четврто, дали сте послушни на Божиот збор? Апостол Јован пишува дека Исус Христос е жртва помирница и секој што ја признава и му се опростени гревовите, тој истовремено и живее според Божјата волја и неговиот напишан збор. Тој вели, тоа е жртва помирница за нашите гревови и не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет, и по тоа знаеме дека сме го познали, ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, тој е лажец и вистината не е во него. А кој го пази неговото слово или неговиот збор, во него на вистина љубовта кон Бог стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Тоа е запишено во 1 Јованово послание, 2 глава, од 3 до 5 стих. Понатаму, дали христијанинот или го има и тој знак? Дали вашиот живот е одблесок дека го сакате Бог, а не светот и неговите желби? Јован ќе рече, не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бог Таткото не е во него. Човекот не може да се приврзува кон нешто што не го сака. Тоа е негова карактеристика. Тој е така создаден да го сака тоа што го сака. Кога го сакаме или љубиме Бог од се најповеќе, нема место за светот. Светот не може да стане престолнина на христијанското срце. Срцето е зафатено со Бог, Бог владее во него и не може светот да господари. Не може да го сакаме и Бог и светот. Тоа за христијанинот е неможно. Целосната љубов кон Бог е знак дека сме вистински Божји деца. Како шесто, христијанинот секогаш го привлекува да го прави тоа што е правилно и праведно. Јован ќе рече, ако знаете дека тој е праведен, знаете дека секој што врши правда е роден од Бог или роден од Него. Христијанинот се бори во животот да го прави она што е добро и праведно. Тоа за него е предизвик, а не товар. Јован логично ги поставува прашањата за да нема недоразбирање околу тоа и вели дека не е доволно само да се признае Исус дека е Божи син, туку со тоа е поврзано и желбата да се прави се што е добро и праведно. Како седмиот знак, дали го одржувате чист својот живот? Исус вели дека чистите по срце ќе го видат Бог. Чистотата на животот е знак дека некој е вистински верник. Јован во своето послание, и тоа го нагласува велејќи, и секој кој ја има оваа надеж во него, се очистува сами од себе како што тој е чист. Тој што има оваа надеж, која е надеж? Надежта во живиот и воскреснатиот Христос. Таквата надеж создава чист живот и копнеш за чистота.
Внатрешната чистота е производ на Светиот Дух кој живее во верникот. Духот го бара само тоа што е чисто и честно, и затоа христијанинот ја сака чистотата. Интересно е и тоа дека со верата во Христос, христијанинот ја има истата чистота што ја имаше Христос, бидејќи е очистен преку неговата крв. Некој на тоа ќе забележи и ќе рече дека ние не можеме да бидеме исти со Бог, со Него. Да, ние никогаш не можеме да бидеме исти со Христос, со Бог. Но, со тоа што сме измиени и очистени преку Неговата крв, и ние се сметаме и ја имаме Христовата праведност врз себе и сме очистени како никогаш да не сме грешиле. Бидејќи сме прогласени за такви. Тоа што Библијата го вели за нас, ние не треба да го одрекуваме. Како смо, дали со растењето во верата согледуваш дека гревот се помалку се манифестира преку тебе. И тоа е добар знак. Знаете дека тој се јави за да ги отстрани гревовите, а во него нема грев. Секој што останува во него не греши. Секој што греши не го видел него, ниту го познал, вели Јован. Како нова личност, ново создание во Христос, гревовите што порано си ги правил, сега се помалку видливи во твојот живот. Ако си одел на места каде што гревот е очигледно изразен, сега се гадиш. Ако некогаш си се коцкал или си се пијанчел, правејќи гнасни работи во своето пијанство, сега веќе се гадиш од тоа. Ако некогаш си посакувал тоа што не ти припаѓа, сега тоа не само што не го сакаш, туку едноставно не сакаш ни да чуеш за такво нешто. Ако некогаш си пцуел, лажел, крадел и многу други нешта, сега си учител на другите тоа да не го прават. Станува збор и за многу други поситни нешта, кои на изглед не се многу грешни, но водат кон грев. Ете, христијанинот се чува да си го зачува своето срце во чистота. Дали покажувате љубов кон другите христијани? И тоа е добар знак. Исус вели, по љубовта ќе ве познаат дали сте мои ученици. Библијата на многу места дава повеќе внимание за љубовта и вели да се сакаме едни со други, бидејќи љубовта е израз на Божјото битие. Бог од љубов го создаде светот. Сите нешта потекнуваат од неговата љубов, која е совршена и чиста. Бог сака да ги гледа неговите созданија како ја покажуваат таа љубов. Затоа апостол Јован ќе каже: ние знаеме дека преминавме од смртта во живот, зашто ги љубиме браќата. Кој не го љуби својот брат, тој пребива во смртта. Јасно, повеќе од јасно. Гледате ли колку силна порака ни праќа Јован? Тој што не пребива во љубовта, всушност пребива во смртта. Ете, тоа треба да го сватиме, дека без љубовта не можеме да кажеме дека сме постигнале висок степен на христијанство, особено љубов кон нашите браќа и сестри. Јован вели дека љубовта е вистинска само ако е на дело. Тој вели: деца мои, да не се сакаме или љубиме со зборови, или само со јазикот, туку во дело и вистина. По тоа ќе познаеме дека сме од вистината, па ќе ги увериме своите срца пред Него. Потврда дека некој го љуби Бог е кога ги љуби и сака другите христијани со дело и вистина. Тоа е сигурен знак дека е Божјо дете. И 10. Дали имате чиста совест? Библијата на многу места зборува за чиста совест. Чистата совест е производ на опростените и очистени гревови. Но, христијанинот не смее да си дозволи да греши. Посебно, откако е запознал Божјата благодат и милост и неговата очистувачка моќ. Не смееме совеста да ја извалкаме или онечистиме со гревови кои ќе му ја скусат можноста да имаме заедништво со Исус, и не само заедништво, туку да му се скуси и можноста Бог да не му ја услише молитвата. Јован вели: возлюбени, ако срцето или совеста не осудува, имаме смелост пред Бог и што и да го замолиме, примаме од Него, зашто ги пазиме Неговите заповеди и правиме тоа што е благоугодно пред Него.
И потоа, дали имате христијанска победа кога живеете со Бог? Библијата вели, зашто се што е родено од Бог го победува светот. И ова е победата, која го победи светот, нашата вера. Кога ќе го знаеме, кога ќе го земеме предвид овој стих, јасно е дека христијанскиот живот е плодоносен и победнички. Никој нема оправдание постојано да се жали и да зборува дека многу греши бидејќи е слаб и не може да се ослободи од некој порок, например, од цигара, по 2-3 чашки ракија, или некоја страст која му создава морален проблем, или да каже дека не може да си го контролира јазикот, па мора постојано некого да му биде на мета и да критикува и напаѓа. Христијанинот може и има сила преку Христовата крв, преку Светиот Дух, да каже стоп на било кој грев. Зошто? Затоа што преку вера во Христос ја имаме победата над светот и над гревот. И за крај, ако тоа што го слушна е дел од твојот живот, тоа е добро и твојот живот е плодоносен и Бог го спроведува својот план преку тебе. Исус вели дека по плодовите ќе се препознаат неговите деца. Апостол Павле ги набројува кои се тие плодови во писмото до Галатјаните, 5 глава. Тој вели, а плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кроткоста, самоконтролата, нема закон против вакви нешта. Вистинската вера е вера која е делотворна и послушна на Божите заповеди. Треба да го знаеме и ова. Спасени сме по благодат преку вера, а не преку нашите дела. Но делата, животот, квалитетот се потребни како потврда на нашето спасение и како знак на внатрешната благодат. Освен тоа, ние како христијани сме соочени и со непрекината борба против лукавиот. Тој е наш голем непријател и постојано е напаѓа и омаловажува нашата вера. Тоа го прави преку гласот на лажните религии. Нашата победа е загарантирана кога му се приближуваме на Исус Христос во молитва, барајќи Негова заштита. Кога сме во Исус втемелени, Тој ќе не чува и штити да бидеме со Него за секогаш, зашто сме Негови деца. Исус рече дека Неговите овци го слушаат Неговиот глас и тие врват по Него. И понатаму вели дека нема никогаш да загинат и никој не може да ги оттргне од Неговата моќна, силна рака, зашто Божиот печат е врзнив. Ако си ја искусил оваа порака, кога е слушна, тогаш добро знаеш дека Бог те прогласува за Негово дете и имаш причина да се радуваш на вечниот живот, што си го добил по благодат и да наследиш се преку Христос. Нему слава во сите векови. Амин.